трагедиите кои што ни се случија, а за жал ни се повторија, Точно. со слични, многу слични настави на дневно. главните скопски булевари, укажуваат за тоа дека возачите се многу несовесни. Многу несовесни. И едноставно, освен високите ригорозни казни кои што ќе стигнуваат веднаш, може би и во истиот момент на сторувањето на прекршокот или во еден рок од само неколку денови, ќе помогнат да се освестиме. Високите казни исто така можат да помогнат. Тие нема да го решат проблемот, затоа се потребни многу системски мерки, но сигурно дека човекот кој што ќе биде казнет со можеби една просечна плата или малку помалку од тоа, затоа што прекршоците има, нели? Така, казните се драконски, да речеме, меѓутоа ќе се подразмисли како ќе го управува возилото. Кога ќе дојдат младите 17 годишни деца да се обучуваат за управување со возила, некако веќе тука сме ги изгубиле. Немаат чувство за безбедност во сообраќајот, немаат одговорност пред себе, не се грижат за другите и тие така се подготвуваат за возачи и впрочем кога ќе ја стекне возачката дозвола, тој не изградил чувство на почитување кон законите. И затоа ни се случува голем дел, доминантен дел на прекршителите да бидат возачи почетници за кои што постојат поинакви правила. Например, огромен е бројот на лица кои што возат без возачка дозвола.